Сега еден убав момент за сите наши печалбари, особено за оние печалбари кои што се наши редовни гледачи, затоа што ќе промовираме нова печалбарска песна. Поточно тоа ќе го направат нашите гости, членови на Фокус Бенд. Добро ви утро! Добро утро. Поздрав до вашите гледачи. Суза си одбрала музички гости денеска, убав ти е денот, понеделнички убаво ти започна, повели. Благодарам искрено, официјално добро утро, добро ни дојдовте Николче и Кире од Фокус Бенд, кој што постои повеќе од 17, па и би рекла сега оваа година навршувате полнолетство, така нели Николче? Да, 18 години веќе. 18 години. Од далечната 2006, да. Во исти состав, со ист ентузијазам, со полна енергија и верувам дека се она што се менува е само бројот на публика која ве следи, така Кире? Да. Фокус Бенд не настапува само директно во вашиот крај, од каде вие ова утро ни допатувавте од Свети Николе, туку настапува насекаде низ нашава земја. Па ние сме бенд составен за прослави, за веселби, значи настапуваме секаде во државата, каде има потреба од народна музика, од забавна музика, значи во нашиот бенд се интерпретира секој вид на музика. И така да настапуваме секаде каде што ќе не повикаат. Ама македонската го има фокусот. Да. Па да, претежно македонската музика превладува секаде. Да. Оваа тема често ја отвараме, не само со гостите кои ни доаѓаат, бидејќи Алфа телевизија секогаш ја преферира македонската песна и кога имаме можност да ја употребиме и да им ја подариме на гледачите, гледаме тоа да биде македонска песна, ама и нашите гледачи се залагаат за користење на истата, да не си ги заборавиме корените, да не си ја заборавиме традицијата и да не заборавиме кои сме ние, колку и да не менува светот каде патуваме, престојуваме и така натаму. Верувам дека професијата, односно музиката, ве однела во многу разноразни средини, па и во други земји и верувам дека допрва ќе ве носи. Но еве, ајде да ни откриете збор-два за она што ќе го видат малку подоцна гледачите во видеото. Имаме светски кадри таму од една метропола која можеби оние кои ја виделе или посетиле ќе знаат која е, но многумина и нема да знаат која е. Кои беа главните протагонисти и како го осмисливте ова видео кое ќе го промовираме денеска? Па вака, значи спотот е работен на, ајде да кажем, две локации. И на два континента. И на два континента, да, така. Значи кажавте вие дека еден дел е снимен во Австралија, поточно во Сиднеј, се гледа тој од самиот спот, а другиот дел е тука во Македонија, во прекрасната наша Македонија, прекрасните села, за жал, запуштени, нели? Напуштени, оставени, така, да. Тоа е наше Светониколско село, Трстеник се вика, во планината горе кај нас, Ѓуриште. А другиот дел, кој што кажавме, нели, ангажиравме луѓе професионално што си работа во Австралија. Одснима кадри, ни пратија тука, сето тоа се измонтира, нели, се направи и добивме тоа што ќе го видат гледачите добро, прекрасен спот, прекрасен производ, можем да кажем. Така. Кире, колку ги осмислувате идеите, да речам, колегијално, тимски, седнувате вака на маса пред да правите, бидејќи ова не е ваш прв спот? Така имате предходно сработени спотови. Дали заедно сите 6 мина учествувате во идеите? Па да, за да биде, значи, темата малку по-добра, по-убава за око, сите меѓусебно комуницираме како да испаде некој подобар склоп, значи да биде примамливо и за гледачите. Песната е едно друго, а видеото е сосем некоја друга работа. Значи мора тоа да биде еден добар вкладено, значи да има еден добар склоп, значи да биде примамливо, а идеите ги даваме сите, значи кога се снима спотот, идеите ги даваме сите членови од групата имат некој свој придонес за видеото. Како ќе изгледа, каде ќе се снима. Кои се останатите членови, ќе ги поздравиме ли, четворицата? Секако да. Еве, поздрав и до нив. Останатите се Сашко, Гоце, Драганче и вокален солист исто пејачки имаме Марина. Така. Верувам да гледаат ова утро. Поздрав до сите, особено до Марина. Верувам дека Марина ви е диамантот во бендот, така нели? Поинаку звучи бенд, звучи бенд со женски вокал, а малку поинаку можеби не многу бенд во кој
ја нема женската енергија, ама добрата работа, уште подобрата работа е што сте вие единствениот бенд во Свети Николе, така? Па ајде да се каже така, има и други групи, не дека Ама еден од оние со 18 години традиција нема така. Сега да не испадне фалба или како и да. Работа сум сигурна дека има, но за жал свадби се помалку. Кире? Па да, самата Не ситуација... заради вас, туку заради Не, тоа самата ситуација во целата држава е секаде тоа се приметува. Свадбите се намалени секаде, воопшто во цела држава, не само во Свети Николе. Претежно Свети Николе, бидејќи е мало место, тоа се осетува повеќе, но секаде во цела држава, со кого и да сме контактирале, од колегите се приметува секаде. Значи, се помалку свадби, се помалку млади луѓе, за жал, но ние се бориме доста добро и добро котираме. Да, се трудиме да го искористиме тој некој максимум што не следува. Па фали една кампања за да ги поттикнеме младите на свадби, а и можеби оние млади кои ја напуштаат земјава. Знаеме дека многу млади семејства последниве години за жал се одселија од нашава земја, да ги поттикнеме да направат свадба во својата родна земја. Тука има такви кои се враќаат назад, да? Има претежно тоа во летниот период, кога знаат да дојдат на одмор или како и да е, претходно се организирано. Меѓутоа, како што каже колегата, ние сме нели веќе 18 години, се присетуваме наназад, да речеме пред 10 години како е било, бројката е драстично намалена и кај повеќе други бендови, меѓутоа опстојуваме, не се предаваме се, уште млади сме. Квалитетот е пред се. Квалитетот пред се, да. Тоа што нудиме, така да... Кире, има ли многу печалбари од Свети Николе од вашите краишта? Па да, има. За жал има и секојдневно се повеќе има. Таква е ситуацијата, секој млад човек гледа просперитет некаде на страна. Свети Николскиот, Овчеполскиот крај е, би рекла, толку една плодна земја, толку едни површини обработливи, кои последниве години жално и тажно, ама стојат некако нечепнати. Кога и да поминете таму со автомобил да пропатувате по тој регион, гледате дека се поголем дел на обработлива површина стои необработен. Па да, овче поле, нели, самиот поим кажува овче поле, значи на времето имало многу стока, многу овци пред се, потоа го добило, значи името. Сега, за жал, не можете да видите едно грло добиток, како пасе во поле или како и да е. Многу необработлива земја, се помал број на земјоделци, не знам веќе и за некои години што ќе јадеме, искрено кажам. Да, тажна е таа приказна од нашево не така далечно минато, ама ние имаме надеж дека можеби се менуваат нештата, па младите ќе се вратат повторно на таа работа да се живее од преработка и производство на домашни производи, да се обработува земјата, особено затоа што ние имаме една клима прекрасна и услови, ама тоа нас ни ја оддалечува музиката од фокусот. Се живее ли Николче од музика на овие наши простори? Па да, можем да кажем да, се живее оно што работи, значи континуирано, квалитетно што работи, што има што да понуди, значи на самиот народ. Редовно има работа. Фала му на Господ. Да, фала на Бога. Не знам, јас се извинувам, мислам дека од музиката и поубава работа и нема. Лично јас мислам за мене дека поубава работа од музиката не постои. Да, веројатно, ако премногу си ја сакаш својата работа, како велат, тогаш ниту еден ден нема да работиш, ќе уживаш во тоа што го работиш. Инаку песнава која денес ја промовираме е едно прекрасно музичко наследство од, за жал, прерано починатиот Далибор Дакич. Така нели? Да, Далибор Дакич Ѓошич, да. Ѓошич. Па со него имавме, значи тој ми е колега пред се од факултет, добри колеги бевме, се знаеме од поодамна и така случајно паднав на му. Ајде да ви направам некоја песна. И претходно имаме спот од него, Свадба голема се вика песната. Тој ни ја правеше. 2 песни сега ни даде во последниот момент, значи пред да му се случи тоа што се случи и некако еве овој спот нека биде еден споменик, еден музички споменик за Далибор кој беше извонреден машки вокал, би рекла дека
еден од најдобрите и најзапаметените машки вокали во нашава естрада кои што сме ги имале во изминативе 20-30 години е токму Далибор Ѓошич, човек кој навистина ќе прекрасни остане за песни ни секогаш остави. запаметен во нашата меморија по извонреден вокалист и човек кој што имаше сенс да ја донесе музиката на еден посебен начин. И музиката и текстот се негово Комплетно музика, комплетно текст, негово дело. аранжман, да. И Комплетно аранжманот. се на Далибор. Да. Јас верувам дека оваа песна ќе ја погодат, ќе ги погоди во целта сите оние кои што имаат печалбари во своето семејство, а порано ако едно на 3 семејства имаше печалбари, денеска нема семејство во кое нема печалбари и потполно сум сигурна дека ќе ве погодиме, можеби малку и ќе ве допреме таму каде што сме осетливи, но и некоја солза доколку се пушти не е грев, се разбира, музиката секогаш ги поттикнува таквите емоции. Какви се плановите за ова лето? Дали можеби ќе имате некаков патување, дали можеби планирате некој настап на фестивал или слично? Па фестивал оваа година нема да има. Така одлучивме членовите. Ангажирани сме, ајде скоро секој викенд да кажем до септември-октомври. Има уште некој датум слободен, не дека не. Прекрасно, да знам дека до септември имам во случајов свадби, јас навистина би била рад цело лето што се вика свадбите ги споменавме. Кире, кажи ми некој овчеполски обичај, нешто што традиционално се изведува во вашиот крај за време на свадба, бидејќи Македонија е територијално многу мала, ама има толку богата со разноразни обичаи, на 10 километри вие имате различни обичаи. Па да, обичаите. Тие се, значи, претежно македонските обичаи се тука некаде, секаде сме слични. А сега, во последните години, значи, тренд на секоја свадба е, значи, зурли и тапани. Тоа на времето, јас кога сум бил дете, пример, тоа го немаше. А сега ми е мило што стварно тие инструменти сега превладуваат. Зурла и тапан мора да има на свадба. И тоа е некој посебен дел ние што го изведуваме. Кај нас, да. Кај нас, значи, во Свети Николе и на сите свадби каде да настапуваме, значи тој дел превладува, така е најубавиот дел од свадбата, значи зурли и тапани. Без кои песни не поминува свадба во Свети Николе и кои се некои познати од тој регион народни песни? Има ли такви? Па вака, нема некои посебни, да кажеме, значи, класифицирани песни што припаѓаат ете на овчеполскиот крај, што се изведуваат секој дека има такви песни, меѓутоа она класичното, да кажем, ајде, од свадба македонска па натака се поред, значи тоа се бара ке нас. Избегнуваме искрено се помалку да свиреме она што е од надвор, од границите, ајде, српска музика или какво еден, тоа се бара ке нас, меѓутоа се трудиме и свиреме претежно само македонска музика, македонски песни, бидејќи тоа е она нашето, тоа е она што сме ние, македонци, мора да го промовираме секаде. Нарачките се уште се во игра на некои свадби, јас каде што сум била во последниот период, слушнав или може би само на тие свадби дека нарачките не се дозволени. Не, тоа веќе во последни години се избегнува затоа што го руши концептот на работата на самата свадба, се руши концептот. Тоа е веќе наназад, можда и 15 години веќе исврено. И мислам дека така е најдобро, затоа што самиот концепт на свадбата се знае како почнува и како самиот тек како треба да оди. Затоа што секоја нарачка го руши тој концепт. Доколку бара, нели, главната на свадбата, невестата. А на сваѓата ако побара, па. Па добро. За нив да, меѓутоа, нели, се шегувам, да. Тоа се главните личности, за нив покризетот и секако невестата тоа не се важи, разбира, меѓутоа сега дојде некој на свадбата, знаеме, има и комши, и пријатели, вакви, онакви роднини, сега Во свири вашите ава. краишта се прават се уште големи свадби? Се кани целото место, целиот град? Па Тоа- има, да. Тоа си останува, значи сепак, значи кај нас тоа е некоја традиција, се канаат сите од
тај што е тој дел од Секаде каде што семејството, од сме биле на фамилијата. свадба, така е редот. Први Секаде братовчеди, па втори братовчеди, значи комши, пошироко пријатели, пријатели. Тоа е убаво, тоа е нешто што не држи нас македонците и нешто што на вистина не издвојува од многу други народи и во Европа, па и би рекла на другите континенти, што кај нас се уште и за добро и за лошо, за жал, и тоа носи животот, некогаш луѓето се сплотени, поврзани и единствени, би рекла. Тука некаде ќе повикам да го погледнеме спотот, ама пред да го погледнеме премиерно спотот, ги поздравувам сите нашинци ширум светот, секаде каде што има македонци, секаде каде што ја гледаат Алфа телевизија. Еве еден предлог за бенд кој што би можел да биде дел од вашите случувања, настани. Знам дека на многу настани и концерти ширум Европа и светот гостуваат ваши колеги, наши колеги, и еве една топла препорака за сите оние кои што никогаш не го слушале Фокус Бенд во живо да искомуницираат и да ги поканат за да се уверат во сето она за кое ние говоревме ова утро, а сега еве премиерно да го изгледаме најновото видео, дело на Далибор Ѓошич, песна која што е вистински музички споменик на овој голем човек. Ви благодарам многу за гостувањето и поздрав во Свети Николе. Благодарам за поканата и поздрав уште еднаш до вас и до сите гости што Благодарам. гледачи што не гледаат. Благодарам.